Па, видите, Полошкиот регион е доста значаен индустријски центар во Република Македонија и поради тоа ние во овој регион имаме едно 10 акредитирани тела. Конкретно еве во Тетово, нека ми извини ако некој не ги споменам, али во Тетово акредитиране, например, Центарот за јавно здравје, после тоа имаме акредитирано при универзитетот, значи при Тетовскиот универзитет имаме доста добра лабораторија за испитување на градежни материјали. Од инспекцијските тела, еве ќе ги споменам, СГИМИ акредитиран, потоа Автомото друштвото ни е акредитирано, МГ Авто, мислам дека се викаше што така, исто и тие ни се акредитирани. Пошто рековме Полошкиот регион, исто во Гостивар, значи во Гостивар имаме Мекларен Гостивар, Викторија Гостивар, значи тие се за таксиметри, тахографи, дел од нив се и станици за технички преглед во кој што се врши хомологацијата, бидејќи согласно законот за возила, значи било кое, нели, популарно, нели, се нарекува хомологација при увезени, при преправани, нели, возила, обавезно, значи тоа мора да се прави од страна на инспекциско тело кое што е акредитирано од страна на Институтот за акредитација. Може би пропуштив сигурно и некоја, нека ми извинат, али кажав дека секако е значен. 14 години веќе како што постоите. Да, да. Колку во овие години, изминативе години, се подобри за фирмите, за компаниите? Колку им се олесни нивната работа? Па, видете, мислам дека доста им олеснето, не само што мислам, него тоа и практично се покажува. Прво тоа и низ бројки се гледа. Например, ако пред 10 години, да кажеме, биле само 17-18 тела, или ако кажем дека според првичната стратегија, кога пред 14 години се формирал институтот и таму стои дека за Република Македонија доволно се 100 акредитирани тела, а ние во моментот имаме 202 и некаде околу 25 ни се во постапка за акредитација, значи тоа говори колку повеќе кратно веќе капацитетите, значи, се зголемени и со тоа, значи, се подобрени условите за работа. Понатака, ако во минатото, да кажеме, додека не бил институтот или во почетокот на негово формирање, било која институција, лабораторија за да добие некакво овластување, бидејќи знаете, нашата работа е најчесто директно поврзана со некое овластување кое што го дава соодветно министерство.